Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Со ова наше издание, јунско издание, ја заокружуваме четвртата сезона од нашата емисија, а повторно ќе продолжиме на есен. Оваа наша последна емисија за четвртата сезона ја посветуваме на успесите на младите. Ги поканивме и овде ќе бидат повеќемиња ученици, полуматуранти, оние првенци на генерација на кои што не се горди само семејствата и родителите, туку горде целиот град. Нашиот разговор во нашето студио во моментов ги имаме Мартин Трајчевски од Основното училиште Христо Узунов, од СНС Наталија Тодоровска, од Основното училиште Ванчо Николевски од Лесковец и тука ние Лео Неловски од Основното училиште Григор Прличев и тројцата првенци во нивната генерација. Ајде, да го започнеме нашиот разговор, ќе го започнеме со Мартин. Какво е чувството да се биде првенец на генерација? Па јас би рекол дека чувството да се биде првенец на генерација е многу возбудливо. Треба многу да се вложиме за да стигнеме до ова ниво, но сепак многу е наградувачки кога ќе знаеме дека целиот наш труд е признат од училиштето, од градот, сега и од општината, па дури по широко. Исто така многу ми значат спомените кои што ги стекнав додека учев во училиштето, исто така авантурите кои што ги имав додека бев на патот за првенец на генерација. Браво. Истото прашање, какво е чувството, Мартина, да се биде првенец на генерација? Чувството е одлично, секако возбудливо и можам да кажам дека наистина труд кој сме го вложили во учењето изминатите години на крајот се исплати. Така. Ајде Лео да ни каже како се чувствуваш како првенец на генерација? Чувството да се биде првенец на генерација одлично и ова признание го сметам како допринос за сите постигнати успеси во текот на последните 3-4 години. Така, браво. Ајде, колку труд вложувате, например, колку време во денот издвојувате на учење? Сигурно треба да се издвои доста време за да се постигнат такви големи успеси. Па да, токму така, треба да се вложи доста време. Зависи, за мене секој ден е различно, од прилика 1 до 2 часа секој ден, но тоа го правам во текот на целата година, не само во учебната година. Јас практикувам обично да одам 2 години понапред. Значи сега во 9-то се спремав за втора година средно и така си го леснувам патот и за тогаш и за сега. Браво. Мартина, колку ти одвојуваш време на учење? Тоа е во зависност за какво учење станува збор. Кога е по прашање секојдневното учење на претходните лекции, тоа не одзема многу време. Затоа што ви се веќе совладани, претпоставувам. Кога е во прашање некој тест, тогаш секако се одвојува повеќе време, затоа што треба да се совлада поголем материјал. Така, меѓутоа во просек сигурно неколку часа во денот мора да се издвојат на учење. Да. Така. Лео, ти колку време одвојуваш? Во период кога имам повеќе надпревари, учам на вистина, долго време поминувам учејки, некогаш и по цел ден, а за училишните активности час до 2. Така. Некој просек е тој, сат 2 е доволно за да се совлада материјалите. За училишните активности да, а за вон училишни мора повеќе. Ајде, сега друго прашање имаме. На кои надпревари сте учествувале и кои се оние награди на кои што сте особено горди? Јас се разбира дека сум горд на сите награди. Јас сум учествувала на надпревари по математика, физика, биологија, англиски јазик, хемија и... Многу предмети? Не, веќе не можам да ги набрам уште еден беше многу предмети. Географија. Но сепак најгорд сум на меѓународниот надпревар за 9-тата Олимпијада за експериментална физика, која што одржавме лани на 8 мај 2022, кога бев 8, на неа добив трето место и воедно тоа ми беше првиот надпревар пошироко од Охриди од регионот. Тогаш си поминавме преубаво, бевме со наставничката по физика и со уште двајца ученици од моето училиште. Требаше
сакаше да составуваме струјни кола и имаше едно прво, едно второ, едно трето. Бевме поделени на 4 категории. Јас бев тогаш 8 одделение и бев во категоријата С за 8 и за 9 одделение и од компетиција од не знам колку беа 5 држави освоив трето место, но сепак тоаш материјалот не ни беше учен. Така, затоа ти причинува особено задоволство и те прави горд. Да. Мартина, на кои надпревари ти си учествувала и која е она награда која што би сакала да издвоиш, да ја споделиш со нас? Сум учествувала на математика, физика, биологија и географија и се така на сите надпревари сум особено горда, а можам да издвојам првата награда на географија на државен надпревар. Лео, ти? Јас во текот на овие години сум учествувал на многу меѓународни, државни, регионални надпревари. Ако морам да издам една најдрага награда на која што сум горд, тоа би била освоениот сребрен медал на математичката олимпијада во 2022 година и освоено прво место на државен надпревар по математика во истата година. Да, од она што го слушнав, можем и да заклучам дека сите имате некоја област која што посебно ве влечи. Мартин наброја многу надпревари, различни предмети. Сега би ве запрашала кој е омилен предмет. Нема ученик кој што нема свој омилен предмет, нешто што најмногу му лежи, нешто што со кеф и со мерак се учи. За мене омилениот предмет зависи од кој аспект го гледаме. Обично секој одделение го менувам омилениот предмет. Например, во 9-то одделение омилен предмет беше физика, бидејќи имаше најинтересна содржина, но сепак општо јас најмногу ја сакам историјата, посебно средниот век, 18-тиот век и воглавно руската историја. Сакам да проучувам како бил животот во минатото, како биле освојувањата, практиките, религиите и слично. Најмногу се интересирам општо за историја, но сепак секоја година, бидејќи на училиште учиме други работи, ми се менува омилениот предмет. Така, интересно. Да. Мартина, ти, кој е твојот омилен предмет? Па јас можам да кажам дека имам повеќе омилени предмети, би издвоила математиката, едноставно ја сакам и уживам во тој предмет. Да, бројките. Лео, ти? Мој омилен предмет е математиката. Во текот на последната година најмногу интерес покажував можеби за биологијата, па во моментов би можел да ги извам математиката, биологијата и можеби историјата. Така. А сега кога ве прашувам за омилениот предмет, сакам и да прашам дали имате омилен професор. Има ли омилен наставник, некој што така знаеме дека е тешко да се издвои, сигурно има повеќе драги личности меѓу наставниците, но дали имаме омилен наставник? Тешко, јас сите наставници си ги почитувам, но сепак не морат нешто малку поиќе да го сакам и тоа ни го прави омилено. Да. Јас така најпрви нормално би ја спомнал учителката Наташа Грубчева Пупиновска која ни беше, таа ме направи во личноста кој сум, а иначе од предметните наставници најмногу си ја почитувам наставничката Ирена Башева, бидејќи таа ме по математика, бидејќи таа ме охрабри, со неј се почнавме да одиме на надпреварите во шесто, бидејќи пред тоа бев затворен и исто така во тоа многу помогна и наставничката по физика Вера Зоровска. Таа веќе премногу ме отвори, порано не сакав да излегувам ни од градот ни слично, но сега сум многу опуштен и така, но се разбира, сите наставници ме воведоа до нивото каде што сум, така да огромна почит им оддавам на сите наставници. Така, сите наставници влијаат кога се градиме како личности, особено основното образование, навистина влијаат врз нас и оставаат траги во целиот живот какви личности ќе прераснеме, но секогаш сите сме имале некој кој што сакаме да го издвоиме, некој кој што бил можеби ментор. Мартина, кој е твојот омилен наставник? Па секој наставник има различно место и значење кај нас, а јас можам да го издвојам наставничката по математика и географија кои ни дадоа најголема мотивација во учењето и ни охрабрија за надпреварите. Одлично. Лео, истото прашање за тебе?
Сите наставници ги почитувам и ценам подеднакво, ете ако морам да издвоам една, би го извел мојот класен раководител, наставничката Силвија Мојсевска, наставник по македонски јазик. Каков е односот на наставниците кон учениците? Еден ваш печаток, бидејќи заминавте веќе од основното образование, на пат сте кон средното. Ево едно ваше видување, каков е односот и колку наставниците влијаат врз мотивацијата кај учениците да се биде најдобар? Кај нас наставниците многу помагаат да не мотивираат. Тие се секогаш тука да ни помогнат, но иако некои би рекле дека тоа можеби не е така, бидејќи не се трудат, но сепак ако малку се потрудиме, наставниците секогаш се тука да ни помогнат, многу добро предаваат кај нас. Сега зависи од генерација до генерација. Кај нас, например, во другите генерации, можеби не е така, но сепак во мојата генерација наставниците секогаш беа тука, ме поддржува, ми разјаснија се што ми е нејасно, па дури ме воведоа во работи кои што не знаев дека ми се интересни, како на пример јас биологијата и природните науки порано не сакав да ги слушнам, но сепак благодарение на мојата класна раководителка по биологија и на другите наставници по природни науки се воведов во тоа поле. Исто така и за историјата, порано имав многу страв, но сепак со наставникот по историја кој што има многу интересен начин на предавање, си се воведов и сега не можам без историја да живеам. Тоа, баш тоа ми беше и прашањето. Многу е важна умешноста на еден наставник да може да го заинтригира ученикот, да посвети повеќе внимание и да го засака предметот. Мартина, како ги оценувате вие? Колку е важно и колку наставниците имаат влијание врз мотивацијата на вашето учење? Наставниците и свака имаат големо влијание врз нас. Тие во секоја област ни помагаат и можам да кажам дека тие многу не мотивираат кога е во прашање учењето и надпреварите и имаат голема заслужност за нашиот успех. Така, ете Мартин каже дури конкретен пример, има некои предмети кои што не ти се интересни и не се посветуваш на нив, меѓутоа ако е добар наставник, ако изнајде начин може да те мотивира. Лео, твоето мислење? Јас сметам дека наставниците имаат се од голема важност во текот на нашето образование и можам да кажам дека тие секогаш представувале огромна поддршка за мене, ми давале огромна помош и биле моја подкрепа. Така. Имате ли хоби? Па, јас сепак најмногу од времето го посветувам за припреми за надпреварите и за училишните обврски, но се разбира дека имам хоби. Јас главно се дружам со семејството, не сакам толку со другари, туку повеќе со братучедите, со родителите, со баба, со дедо, па што би извел друго. Сега во последно почнав доста и физичко вежбање за да изградиме. И тоа е хоби. И тоа е хоби. Се разбира. Тоа е време во кое што се релаксираш, нешто што те исполнува. Мартина, тебе што е она што те исполнува? Што имаш ли некое хоби? Па не можам да кажам дека имам некој хоби, но секако кога го организирам доволно денот, имам време за секоја активност, а најмногу сакам да се дружам со другарите и да излегувам. Така. Лео, твоето хоби или твојот начин на релаксација? Полнење батерии, како? Во текот на овие месеци имав многу малку слободно време поради многу динамично темпо, многу надпревари, меѓутоа кога имам слободно време најчесто го поминувам слушајќи музика, следејќи спортски надпревари, играм пинг-понг и така натаму. Ето, баш убаво. Дали ви останува време за компјутери? Денес во оваа дигитална ера, во овие социјални мрежи со кои што се соочуваме, нема човек кој што не троши неколку часови, било на телефон, било на лаптоп, на компјутер, не е важно. Дали вие трошите време на компјутери, на социјалните мрежи, Facebook, Instagram, TikTok, не знам, Twitter? Јас всушност во тоа најмногу го вложувам моето време. Заборавив да го спомнам кај хобињата. И јас главно компјутерот го користам за учење, но се разбира сега главно и во летниот распуст и го користам и за играње игри. По социјалните мрежи главно следам
да видам што прават училиштата во регионот и исто така и за некои смешки, роднини поредко гледам, ама и поредко објавуваат роднините, но сепак главно од времето го поминувам на YouTube или за учење или за игри, како на пример Minecraft и мора да се игра па се. Мора. Во тие години мора да има ти некоја видеоигра. Мартина, ти социјалните мрежи ги користиш? Колку Секако се јас застапена на компјутер, колку време трошиш тука? па во зависност од денот и јас ги користам технологијата Нормално. и социјалните мрежи, но кога доволно знаеш да го организираш денот и за учење и за социјалните мрежи и за дружбата, секако ќе се пронајде време. Така, Лео ти? Огромен дел од моето време го поминувам на социјалните мрежи на мојот телефон. Не можам да кажам дека тоа ми е хоби, меѓутоа еден начин на релаксација. Така. И што најмногу гледаш? YouTube, игрици? Игри не играм многу, YouTube, Така. YouTube најчесто, Видеа, Instagram, забава, Facebook. дружба, Такви сите работи, сме да. од тука. Така, се запишавте претпоставувам во средно училиште? Да. Ајде сите ми кажете каде се запишавте? Еве јас затоа што добив 100% стипендија во Јахја Кемал, најпрвин почнав со англиски јазик каде што добив 40% и потоа на превод за физика и математика добив 80% и на крај на приемниот испит добив 100%, така да јас ќе се запишам во Јахја Кемал да видиме и нешто ново, затоа што сакам ипак јас да го продолжам моето образование во странство. Таман да го совршам англискиот јазик, да... Таму се учи цела настава, мислам, на англиски или турски, друго нема. Да, така. Не, главно само природните науки, на пример предметите историја, музичко, такви на македонски ќе се ги учиме. Ето, видиш, не знаев. Баш убава. Да. Мартина, каде ти се запиша, каде ќе продолжиш со своето образование? Јас се запишав во средното училиште гимназија на природно-математички смер. Добро, математиката беше А што природно те математички А или привлекува. Б? Бе. Б? Бе, што значи сега тоа А или Б? Па во А има две математики, а во А во Б Б има застапена химијата, Така биологијата. има и природни, мешано. Така, Лео, ти каде се запиша? Јас се запишав во средното медицинско училиште во Охрид и понатака во Иднина планирам да се надоградувам во областа на медицината. Одлично. Ајде да ни бидеш доктор. За крај сакам да ве прашам, пред да викнеме новата група од наши првенци, сакам да ве прашам, која е посекуваната професија? Што сакаш да работиш? За сега не сум многу сигурен, но сепак мене како што видов и во училиштето и општо јас не можам многу физичка работа, туку повеќе ме бива умствена работа, така да јас би сакал или научник или професор на факултет да бидам во иднина. Сега ќе видиме бидејќи сега како што се менува светот секој ден. Не знаеме животот што носи. Прашуваме кои се желбите и а плановите секогаш ги менува иднината. Мартина, што сакаш ти да бидеш? Јас немам некоја одбрана професија, но Нешто што те привлекува. Па, не знам, од предметите кажав дека ми одат природните предмети и математиката, но знам дека со текот на учењето ќе се надоградам и ќе дефинирам мојата професија. Желба немаш ли некоја? Ето, кога јас сум била, можеби на 2 години сум сакала да бидам или лекар или професор. Некоја таква желба, не? Нема да ни издвоиш? Немам за сега. Добро. Лео, ти? Јас пред малку кажав дека можеби ќе ни бидеш доктор, а предпоставувам ако се насочуваш таму и тоа и ќе биде. Да, дефинитивно во Иднина ќе се занимавам со медицина, ќе се надоградувам во таа област и во Иднина поконкретно сакам да се занимавам со кардиологијата или можеби некоја друга гранка од медицината, но има време. Многу ми е мило. Навистина сум среќна што бевте мои гости денес во прашалник. Од срце ви посакувам многу успеси, да бидете успешни во животот и повторно еден ден со нови знаења како возрастни граѓани да ни бидете гости во ТВМ телевизија. Фала. И ние сме многу благодарни за учеството и за вашата покана. Се разбира дека треба ова поредовно да се прави, да се признае трудот на младите во Охрид, посебно вака кога е вложен премногу труд и премногу успеси.
Така да продолжете вака. Ви благодарам. Ова телевизија е супер, редовно ја гледаме сите дома. Фала ви. Многу ми е драго, ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, сега имаме кратка пауза, одиме со реклами, а во нашето студио ни доаѓаат тројца нови првенци. Продолжуваме со нашата емисија посветена на успесите на нашите ученици, односно сега повторно се јавуваме со тројца првенци од други училишта. Овде со нас е Девид Малик од Основното музичко училиште Методи Патчев, Ивона Куновска од Основното училиште Свети Наум Охридски во Пештани и Јаким Каневче од Основното училиште Кримент Охридски и тројцата првенци полуматуранти во своите во нивната генерација. Истите прашања како и во претходната група. Ајде, Девид, кажи ни какво е чувството да се биде првенец на генерација? Па чувството е многу сум среќен, многу сум горд што ја зедов наградава и најубаво е чувство. Браво, така е. Ивона, какво е чувството? Јас се осеќам особено горда на своите успеси и секако се осеќам многу среќна и многу радосна за овој мој постигнат успех. Така, браво. За вас истото прашање? Па, Јаким? Чувството е прекрасно, бидејќи се добивам чувство дека сум прв од сите најдобар. Така, и плюс се чувствувате како благодарни дека едноставно се признава вашиот труд. Да. Колку труд вложувате во учењето? Ете, например, колку време издвојувате во денот за да може да се постигнат такви успеси првенец на генерација? Во денот вежбам по 2-3 сати и секој ден по 2-3 сати. Така. И тоа е доволно за да се биде Да. успешен. Да. Така. Ивона, ти? Се трудам моето време да го искористам максимално што е можно повеќе во учење, но исто така и да оставам време и за дружби и за игри. Така е. Меѓутоа, ево, например, во некој просек, 2-3 сати во денот, доволно ли ако се посветиш на учењето за такви големи успеси? Па, зависи за што се работи. Например, за тестови учам повеќе. Така, тогаш треба повеќе време, Да, но исто и за на надпревари. рутинско, секојдневно учење, повторување лекции, тоа сигурно се доволно Да, неколку часа во денот. Да. Така. Јаким истото прашање за тебе, колку ти време посветуваш во денот? Па во денот не посветувам воопшто часа, само минути, не ми треба мене часа за учењето. Сериозен си? Да. Сега. Како? Како успеваш тоа да го направиш? Па кога ќе почнам да учам се посветувам 100% да го разбирам тоа што го читам и не само да го читам со уста, со главата со на друго место. Голема концентрација претпоставувам. Да. Така се концентрираш на материјалот, а веројатно и на училиште слушаш додека предаваат наставниците и тоа веќе насобрано едноставно доаѓа како некое повторување. Така. Колку време останува за дружење? Па останува добро време. Има доволно Има, време да, во денот има и за доволно дружби време, да. со другарите? Да, има. Излегувате, шетате, Излегуваме, да. се дружите. Се дружиме, да. Ивона, тебе ти останува ли доста време? Јас се трудам да си го балансирам моето време и да секогаш да останам време за дружба. Кој период од денот најмногу учиш и кој период го оставаш за дружење? Најмногу учам во текот на денот, а за дружба ми останува вечерта и попладнето. Така. Истото прашање за тебе, Јаким? Па најмногу во работни данови учев по доцните часови, а инаку вообичаено време за дружење беа подоцните часови, например во петок и во сабота, инаку Така. учењето во работните данови беше во подоцните часови. Така. На кои надпревари сте учествувале и што е која е она награда или признание? Верувам ги имате повеќе, меѓутоа една која што би сакале да ја издвоите и на која што сте особено горди. Јас сум учествувал на општински надпревар, на регионален надпревар и на меѓународен надпревар. На сите тие три надпревари сум добил прва награда. Тие се награди кои што те Да. прават особено горди. Да. Ивона, ти
Сум взела учество на многобројни надпревари, но ако морам да издвојам еден омилен, тоа би бил надпреварот по библиотекарство, млади библиотекари, каде што освоив прво место на регионалниот надпревар и се пласирав на републичкиот. Браво. Јаки ми сте прашање? Па и јас сум учествувал на многу, на општински, на регионални и на државни надпревари, ама мене да речем најинтересно ми беше во кој бев ептен во четврто оделение на државен надпревар по природни науки. Тоа ми беше Така. најгорд сум на тоа. Така. Кој е омилениот предмет? Музичко. Нормално. Кај тебе нема друго прашање. Музиката е тоа што ти е омилено. Иво, на тебе кој ти е омилен предмет? Јас сите предмети ги сакам подеднакво, но ако морам да издвојам најомилен, тоа би била хемијата и затоа и ја одбрав струката за која што сакам да бидам во иднина, поврзано со хемијата. Така. Хемијата ти е омилен предмет. Тебе, Јаким, кој ти е омилен предмет? Омилени предмети ми се математика и информатика, тука или тој нема. Така, тоа тие си и блиски на некој начин предмети кои што се еден за друг. Сега која сме кај омилен предмет, многу сакам да прашам кој е омилениот наставник. Секогаш велиме сите наставници имаат влијание, апсолутно ти оставаат траги врз нас во целиот живот. Но ете, кој е омилениот наставник? Повели. Даниел Чурковски. Без многу мислење. Тоа е омилениот наставник. Ти, Ивона, кој е твојот омилен наставник? Мојата омилена наставничка е наставничката по македонски јазик Емилија Митреска, но исто така и другите наставници кои ме мотивираа во текот на моето целокупно образование. Така, Јаким, ајде да не издвоиш некој омилен наставник. Па омилен наставник са класната што ми беше до овие 4 години од 6 до 9, Јелена Велјановска, наставничката по математика. Така. И сега кога сме кај наставниците, мора да кажеме дека да, наставниците не само што оставаат траги како личности врз нас во целиот наш живот и иднината наша и во професијата која во иднина ќе се пронајдеме, но тие и многу битно влијаат и умеат да влијаат, да не мотивираат да бидеме најдобри. Најчесто причината зошто еден ученик ги совладува добро материјалите зависи од предавањето на наставниците, но и од мотивацијата која што ни ја даваат. Колку наставниците влијаат врз мотивот да бидеш најдобар? Па сите тие на музичко. Имаат влијание Да, врз... имаат, да. Те мотивираат, Сите наставници. знаат да имаат добар пристап врз вас, па токму затоа ве мотивираат. Да. Така. Ивона? Сите наставници мене ме мотивираа да продолжам со моите успеси Така. и ме поттикнуваа да учам повеќе и да Тоа е тоа. разбирам повеќе. Така, влијаат, едноставно треба да имаат добар пристап, сигурно и со тој пристап влијаат врз вас, за да ве мотивираат. Истото прашање. За мотивацијата зависи, например, колку наставникот си го вреднува, си го цени предметот. Ако наставникот воопшто не си го цени сопствениот предмет, не може да очекува учениците да го ценат. И тоа е точно, апсолутно, да, и тоа има големо внимание, но и начинот на предавање, самиот час како се одвива. Ако еден час е интерактивен и интересен, знае да не го земе вниманието и да го засакаме тој час. Да, воедно и предметот. И на тој начин и предметот ти ќе почнеш повеќе да се посветуваш на тој предмет. Каде се запишавте во средно образование? Во Струга, музичко училиште. Таму планираш да Да. градиш својата иднина. Да. Ќе патуваш од Охрид до Струга? Да. Така, таму има едносменско или двосменско? Двосменско. Двосменско е. А се бира предмет или во прва година не се бира на што Не. се насочуваш? Не се бира. Не, значи таму. А кој е друг инструмент кој што исто те привлекува? Покрај клавирот. Има некој инструмент што исто сакаш да го учиш, да го свириш, да свириш на него? Немаш? Кларинет. Така, тоа се слични предпоставувам. Да. Добра. Истото прашање за тебе, Ивона, каде ти се запиша во средно училиште, каде ќе продолжиш своето образование? Јас се запишав медицина во Општинското училиште Свети Кирил и Методи. Тоа ми представува најголема желба, уште од најмлада возраст да се запиша медицина. И си знаев од секогаш дека сакам за тоа да одам. Да, и самото спомена дека ти лежат тие науки, хемија и така натака, одлично. Јаким, каде ти се Па, запиша? јас се запишав во
гимназијата на природно-математичкиот смер каде што имат физика, математика. Да, и оние предмети кои што и тебе ти лежат. Да. Баш таква си одбравте струка, да речам. Имате ли некое хоби? Да, хоби имам пливање, риболов. Одлично, риболов е многу интересно. Многу е интересно, Одиш да. често? Па понекогаш. Со јадица? Да. Каде, во каналот или покрај езеро? И покрај езеро и во каналот. Што ловиш? Плашици, крапчина? Плашици. Да. Плашици во каналот ги гледаме често, рибарите тука ловат. Убаво хоби, Да, убаво. интересно. Интересно. Да, браво си. Ивона, имаш ли ти хоби? Да, ја сакам да читам и исто така сакам да пишувам поезија, како моја О, хоби. интересно. Интересно. Пишуваш ли? Да, Имаш некој обид? имам издадено своја стихозбирка, а исто така 3 од моите песни се во новата стихозбирка Тие доаѓаат, која беше поддржана од општината О, на да, градот. читам за тоа. Браво. Браво, браво, браво. Јаким, кој е твоето хоби? Па, моето хоби е вежбам во теретана толку. Па и тоа е нешто физички активност и тоа е бравост. Тоа е и физички, а и психички. Вежбањето влијае многу и на психата. На тој начин и се релаксираш, црпиш енергија, претпоставувам. Дали сте застапени на социјалните медиуми? Претпоставувам дека сте. Денес нема човек кој што нема профили на Facebook, на Instagram и дали имате време, дали играте видеоигри и како го користите времето на социјалните мрежи, на Facebook, на Instagram, на TikTok? Па имаат време за се. Дали имаш профили, дали Да, имам профили. што најмногу те интересира на социјалните мрежи? Забава, игрици, Игри. која игра играш? Ја играв порано Fortnite. Да, ја знам, јас покрај Да. син ми, која беше Да. помала. Да. Fortnite, Minecraft, Да, не знам, да. сите ги знам. GTA, да. Да, GTA исто така. Ивона? Најчесто социјалните медиуми ги користам за да комуницирам со мојата фамилија, моите пријатели, но исто така понекогаш знам да ги користам и за забава. Така. Играње TikTok игри. сигурно. Сигурно да. TikTok мора да се гледат видеа интересни, забавни. Па, социјалните медиуми така ги користам само за комуникација со моите пријатели. Во главно тоа е. Видеоигри? Не. Не играш? Редкост. Јаки му е веќе редкост, повеќето играат игри, особено младите на ваша возраст. За крај би сакала да ве прашам, која е вашата идна професија? Сега го очекувам одговорот, музичар, да, Јас да знам. бидам музичар, професор. Тоа би сакал ти да предаваш? Да. Одлично. Убаво. Би сакала да ти се исполни. Да учам девет. дечиња. Така. Музиката е одлично, браво. Ивона, каде ти се гледаш по тоа што се запиша во медицина, јас претпоставувам дека сакаш да бидеш доктор. Да, докторка. Повеќе специфично неврохирург, сакам да специјализирам за тоа. Многу сакам млади кога имаат стриктно зацртано што сакат да бидат. Браво. Баш таков е планот, така? Да. Одлично. Зошто тоа те привлекува? Од секогаш сум била заинтересирана за човековиот мозок и струката е и желбата, инспирацијата, тоа се најбитните, да. Посакувам искрено да ти се исполни. Благодарам. Ајде, Јаким, која е твојата професија која што Па, сакаш? во иднина сакам да работам како програмер во софтвер инженеринг и тоа ме влече веќе во главно се побитен дел во тоа е логиката која се користи во стварање на програмата и алгоритмот. Одлично. Јас на едно снимање на една голема конференција баш да познавме македонци кои што работат како програмери во Google, во Facebook, навистина тоа се прво професиите на еднината се тие, а и навистина се добро платени. Посебно ако има можност да изживееш во нашиот град, а да работиш за некоја странска компанија. Одлично. Ви благодарам многу што бевте дел од нашата последна емисија за оваа сезона, а искрено ви посакувам да ви се остварат вашите желби, мечти и ви посакувам да бидете успешни граѓани со кои што Охрид ќе се гордее во иднина.
Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието, како што и на почетокот кажав, ова е последната емисија за четвртата сезона на Прашалник на ТВМ телевизија. Се гледаме на есен.